Здраво, јас сум професор Елица. Во соработка со сајтот Математика, денеска ќе ви презентирам лекција периодични влогови, темата периодични вложувања. Накратко едно објаснување за периодичните влогови. При примената на проста и сложена каматна сметка разгледувавме суми кои еднократно се вложуваат, како и примери во кои суми се вложуваат или повлекуваат во различни периоди. Поединечните вложувања може да бидат еднакви, но и различни и да се менуваат по некој закон, односно да растат или да опаѓаат по законот на аритметичка или геометриска прогресија. Често пати се случува вложувањата да се повторуваат и во еднакви временски интервали. Кога повеќе пати се вложува исти износ во исти временски периоди и се вкаматува со иста каматна стапка, зборуваме за влогови, кои заради истиот износ кој што се вложуваат се нарекуваат уште постојани влогови. Во зависност од тоа или уплатата на влогот, дали е на почетокот или на крајот на временскиот интервал, разликуваме антиципативни, односно декурзивни влогови. При вложувањето, секој поединечен влог се вкаматува од моментот на вложување до моментот на пресметување на крајната вредност на влоговите. Може да се пресметува каматата декурзивно или антиципативно. При тоа, може поединечните вложења да се совпаѓаат со вкаматувањето, но може да бидат или поретки или почести од вкаматувањето. Се поставува прашањето колкава е купната вредност од сите овие поединечни влогови. Ние ја викаме крајна вредност на вложувањето и таа е збир од вкаматените поединечни влогови на крајот на периодот. Најпрво ќе разгледаме формула за пресметување на крајна вредност на влоговите. Ние ја означуваме со SN. Таа гласи V по R. R на N минус 1 врз R минус 1, каде што имаме декурзивно вкаматување, односно декурзивен каматен фактор, R, кој што го пресметуваме со формулата 1 плюс P врз 100 и уште една формула за SN, која што се однесува на антиципативниот каматен фактор, V по ρ, ρ на N минус 1 врз ρ минус 1, каде што ρ е 100 врз 100 минус π. Π е исто што и P, каматна стапка, односно антиципативен каматен фактор. Тоа се овие формули кои што ќе ги користиме во задачите, па сега ќе разгледаме и еден пример со примена на една од формулите. Првата задача: од денес почнуваме да вложуваме на почетокот на секое тромесечие по 5000 денари во тек на 2 години. Која е вкупната сума која ќе ја поседуваме во тек на наредни 2 години? Ако каматната стапка е 10% ПА декурзивно со 3-месечно вкаматување. Треба да ја примениме првата формула. Вредноста на поединечниот влог е 5000. Бројот на вложувањата, бидејќи имаме 2 години по 4 пати на 3 месеци, тоа се 8 вложувања или по 4 во секоја година. Декурзивниот каматен фактор, односно ќе имаме каматна стапка 10 делено со 4, односно 2,5%, и декурзивниот каматен фактор ќе биде 1 плюс 2,5 врз 100, тоа е 1,025. Сите овие параметри и величини ќе ги замениме во формулата за SN, која што гласеше V по R, R на N минус 1 врз R минус 1, односно за V имаме 5000 по 1,025 умножено 1,025 на 8 минус 1 врз 1,025 минус 1, ќе се помножат 5000 по 1,025, ќе се степенува 1,025 на 8 минус 1 и ќе се подели доле со 0,025 по извршената
При сметка ќе се добие резултат 44.773 денари, односно таа е сумата со која што ќе ја поседуваме на крајот од периодот на вложување. Формулата што ја кажавме горе во примерот со антиципативен камат фактор, ако овдека во заградата има ПАА, ќе одиме со таа формула. Накратко е тоа сега за сега, па ќе продолжиме понатаму со соработка со сајтот е математика и ќе ви понудиме нови содржини. Ви благодарам.